Makedonija! Makedonija polufinalist! Почитувани новинари, представници на медиумите, присуствуваме на пресконференцијата по повод промоцијата на документарниот филм посветен на 10 годишнината од најголемиот македонски спортски репрезентативен успех. Тоа е настапот на македонската кошаркарска репрезентација на Европското првенство во Литванија во 2011 година, каде реално со освоеното четврто место го освоивме високиот пласман и најголемиот рейтинг што било која македонска репрезентација од осамостојувањето па до денес го има направено на некое меѓународно надпреварување. Документарниот филм е изработен во 2 продолженија, на него работеше една млада, мотивирана и искусна екипа, која што креирана од идејата на уредникот на порталот за кошарка koš.mk Љубомир Шавковски и останатите од екипата, а со несебична поддршка на Олимпискиот комитет на Северна Македонија и Кошаркарската федерација, како и други спонзори кои ја препознаа идејата, креиравме едно дело кое треба да остане запаметено и треба да остане како презентација на тој огромен национален успех и таа огромна национална радост која што се случи во 2011 година. Ја не би должил многу, би сакал само да најавам дека ќе има телевизиска премиера овој викенд, 13 и 14 ноември во 20:45 на ТВ24. И би сакал да го проследиме тоа и да се потсетиме на огромната радост која што ни ја приреди оваа генерација на кошаркари. Прво сакам да изразам огромна благодарност за иницијаторите и реализаторите на овој фантастичен проект, бидејќи беше почеток на една нова ера на македонскиот спорт, која што не ослободи сите, ни даде многу самодоверба, ни даде навистина она што ни беше неопходно да се почувствуваме дека сме и ние достојни за врни спортски резултати. Мислам дека од тогаш навака спортска Македонија е различна, многу посамоуверена и впрочем и после тоа дојдоа и сите огромни успеси и на репрезентативен и на клубски, па еве дај Боже сега и на олимписки план. Можам да кажам дека ми беше чест што сум дел од оваа екипа, бидејќи имав скромна можност да помогнам да се реализира еден ваков фантастичен проект, кој што еве имаме шанса да го консумираме и во најдобро време, да се детоксицираме од премногу политика, да се детоксицираме од корона, да се детоксицираме од сето она негативно влијание што го трпиме сите ние како граѓани овие времиња и навистина овој викенд да уживаме 2 дена, може би малку носталгично да се потсетиме, да пуштиме и по некоја солза, меѓутоа, навистина да уживаме престојниот викенд. Благодарам уште еднаш во моје име и во име на цела спортска Македонија. Поминаа 10 години, доста време, некако као да се позаборави се тоа што се случуваше пред 10 години, но сепак ви благодарам на луѓето што се сетија на нас и што направија еден ваков документарен прекрасен филм кој што ќе не посети на сето она што се случуваше тогаш, бидејќи ете сами знаете дека од тогаш наваму веќе и немаше баш толку, никој не ни очекувавме, мислевме дека се тоа ќе продолжи навака, ама ќе остане тоа како запишано како најголем успех за сега во историјата на македонскиот спорт. Драго ми е, многу сум среќен што е направен овој документарец и што тука има и ситуации кои што обичните луѓе не можеа да го видат на малите екрани и не ги имаше некои интересни моменти од нашите подготовки, од нашите тренинзи и од надпреварите, што мислам дека ќе направи да биде уште по-интересно гледањето на овој филм. Уште еднаш би се заблагодарил на ова, среќен сум што сепак ќе се сетиме на овие убави моменти. Благодарам. Ова е една
голема работа за спортот у Македонија, затоа што може би во нашите сечавања ќе остане до крајот на нашите животи, меѓутоа мислам дека со овој документарец младите ќе можат да го изгледат овој филм и да видат дека и ние можеме да бидеме квалитетни и да имаме врвни резултати. Мислам дека ова треба да остане за секогаш, за да може да ги мотивират наредните генерации да направат поголем успех од оној што ние го направивме. Благодарам за присуството и уживајте во филмот. И се гледаме со некој нареден проект во план се уште некој.